цимерот и девојка му се у соба, пробувам да најдам некое место за да направам Q&A. Ќе заврши работа. Добре дојавте во прашање и одговори број 7, 6 или 7. Едно од двете. По насловот на видео знаете. Дефинитивно, минатото беше број 6, така што ова е број 7. Вака. Тоа, значи, чим го гледате ова, значи статусот за новото Q&A е отворен, прв линк во description, обавезно отидете и коментирате прашање и сега сакам да направам друг начин. Обично знаете дека имам компјутер пред мене и рандом кои се паднат тие ги правам. Сега во моментов го имам мојот драгоцен телефон пред мене и исто така ќе направам, као што на компјутер. Само што рандом кои ги се паднат од телефон, тие ќе ги направам и во моментов ќе направам скриншот на се. Нема нека опција за да ми верувате дека тоа го правам, но наискрено немам причина да ве лажам, затоа што на компјутер стварно кои се паднат тие ги одговорив, дури да се незгодни прашања и да се згодни. Кои се паднат тие се, ве молам да се лутате, се пробувам да бидам фер према сите. Значи, прв е Давид Илиевски. Дали ги слушаш Раста и Елена Карлеуш? Морам да признам, имав период кој ги слушав. Сега во моментов не ги слушам, но дефинитивно XU музика и понекогаш знам оноа XU као кафанска музика, ама зависи, се си има своја пригода. За во кафана си има песни кои што ги знам, македонски евергрини или некои такви, али сега во моментов Раста и Елена Карлеуша не ги слушам. Анес Малези, колку време ти треба за да едитираш видео? Поздравиме! Поздрав, Анес, и ми треба, загревам сум сега така да околу 30 минути правам пата. Стивен Илиоски, Стивен Илиоски, дали било некаде подалеку од Америка? Поздравиме на Акси. Биодал, не знам, Јапонија, Кина, биодал, дефинитивно биодал. И Филип Богоев, дали си се сабнал на каналот Богоев ХД, ако не си сабни се и погледај некој видео, еве ти линкче. Богоев, ќе го дирнам каналот, ќе заврши видео и ќе направиме бизниси. Одиме со второто шантрање. Шуц, тука. Застанувам тука и евака скриншот. Ето така. Тео Димовски, дали си имал девојка? Да, Тео, сум имал девојка. Петар Младеновик, дали имаш девојка? Поздрав, Петар, и немам девојка. Ивана Стаменковска, кој ти е најверен другар од Америка? Многу сум близок со нас кои се сарав дека македонци што ми се другари, но од американец другар Майкл. Ивана Стаменковска. Не, грешка. Бојан Бочевски, учење или снимање на YouTube? Дефинитивно учење, за тоа понекогаш знае да снимам видео. Георги Митковски, 1 милион сабскрајбери или 1 милион мани? 1 милион сабскрајбери, дефинитивно. И има Ивана Илиева, ќе влезе тој коментар, само ќе скролнам, нема да го има во скриншотот. Коментарот вика, дали ти и Боби и Джипи ќе правите митап во Скопје? Јас ќе правам митап, Боби и Джипи ми се добри другари, претпоставам дека ќе сака да се придружат, така што да кажам да. Океј, одиме со уште еден скрол. Тука. Марија Стојановска, имаш девојка? Немам Марија. Димитар Бејковски, конфигурација на PC и 5 с 16 гигата RAM. Windows. Не е Mac. Немам ја пари за Mac. Mac таму негде. Други некој Mac. Андреј Траговски, што те мотивираше за YouTube, ако може поздрав. Поздрав Андреј и многу работа ме мотивира. Дефинитивно сакам сето ова што се случува со уметност, тоа ми е животот. Кон тоа се посветам, музика, уметност, глума, режија. YouTube е само еден дел што ми овозможува така креативно да се изразам насекаде. Петар Стеменов, која е најпознатата личност што си ја запознал, видел во живо? Поздравиме, PS Најакси. Поздрав Петар, фала ти многу за ова. Најпознатата личност, не знам дали сум ја запознал, али случајно ако го знаете Витали.
јутуберот, као има пренкови многу направено. Му имам пишано на Facebook и ми има вратено. И конкретно мислам дека ќе можам да го најдам скриншотот, така што сега ќе ви го прикажам скриншотот. Скопскиве наши фаци кои што се големи, не знам, чест ми беше кога го запозна Перен Акаут или Игор Джамбазов или некој на такви луѓе, јас некако многу се воскитам. Блаже Христо, пренкол на GP. Треба да направам видео со предизвици. Треба дефинитивно да направам видео со предизвици. Таму баш, таму. И од Михаил Петровски, исти принцип. Него гледате коментарот, само малку скромно надолу и сега ќе ви прочитам. Коментарот вели: Михаил Петровски, како би изреагирал доколку некој ти го хакира YouTube акаунтот? Поздравиме. Поздрав Михаил и се надам дека никој не го ми го хакира. Ако ми го хакне некој акаунтот, I am done. Тан. Ти имам бекап на секаде ставено, претпоставам дека и да го хакне некој ќе можам да си ја вратам лозинката на мојот. Ама може белја ми напри. Може. Идеме со нов скрол. Стоп. Scrolling on the river. Александар Лазаревски, каде сакаш да живееш кога ќе пореснеш? Кога ќе пореснам? Не знам. Дома си е дома, ама не знам кај може животот да ме однесе. Кај најдам убава работа таму. Марија Билеска, како би изреагирала ако видиш 1 милион сабскрайбери на твојот канал? Поздравиме најакси. Поздрав Марија и дефинитивно нема да видам при себе некој време. Кристијан Стојчев, која ти е најубава песна? Поздравиме, поздрав Кристијан и најубава песна е Тоше Проевски. Ми бил и секојаш ќе ми биде еден од омилените артисти македонски. И конкретно Тоше имаше една песна која што се вика со Каролина Гочева, што има направена песна да се вика Немир, да. Тоше Проевски Каролина, Немир. Чуј таа песна, таа песна ми е врв. Мила Анева, дали ќе правиш митап од Штип? Си со останатите јутубери, поздравиме. Поздрав Мила. Ќе правам митап и низ цела Македонија, се надевам дека ќе направиме и во Штип. Не можам ништо ветам пред време. Константин Поповски, зошто Q&A 5 е во 37 во тренд? Те знам Константин, ама фала ви многу. Хај, следниот скриншот за денеска. Иван Серафимовски. Дали некојаш ќе користиш DSLR камера и која? Поздравиме Боно. Поздрав Иван. Користам DSLR камера, само што во моментот снимам со GoPro-то затоа што е полесно. И мојата камера е Sony A3000, која што беше добра пред 2 години. И немам смената 2 години. И се надам дека ќе можам да сменам во блиска иднина. Спотот Позме од Боби и GP снимам со таа камера, ми ја позајмија за да може да снима, така што ако ви интересира квалитет и такви работи, може да го видите спотот Позме. И Девид Д. Величковски, може поздрав Девид, поздрав за тебе. Наско, дали планираш да ја смениш профилната на ФБ? Гоце Петровски, дали ќе снимаш FIFA Mobile или Clash Royale? Ако некојаш снимам гейминг, Гоце, да. Али може би било интересно гейминг на телефон да снимам? Го има тоа? Знам GP има направено по некој видео. Не знам да не кажам пред време. Матеј Белиджев, дали би ја кажал некојаш твојата дневна рутина? Матеј, од дневните влогови ми ја знаете мојата дневна рутина. Тоа ми е, као. Не лажам, тоа што гледате, тоа е тоа. Океј, дечки, фала ви многу што гледавте видео, се надам дека уживавте. Ако уживавте, обавезно бапнете еден од овие. И ако немате станало сега subscribe, ставете subscribe. И до subscribe копчето има едно звонче. Стиснете го звончето за да добиете нотификација одма чим направам видео. Постирете долу во статусот за многу работи, кажувам, многу работи треба да направите. Се извинувам, ве бомбардирав со работи што треба да направите. Значи, да сумирам, лайк, subscribe, звонче и долу статусот нов е отворен, така што постирете таму. Се гледаме утре со наредно видео.